Кога ќе се спомне селото Брусник, веднаш се асоцира на цреши и јагоди. Малку се знае дека ова село, на дофат на Битола со тенденција прву да стане приградска населба, потсетува на Хилендар. Денеска во селото, или во негова непосредна близина, екзистираат 7 цркви. Ако се има предвид дека во Брусник има околу 200 жители, тогаш излегува дека на секој 30 припаѓа по една од црквите или манастирите. Ако сакате убаво да го видите Брусник, но и цела Битола со Пелагонијата, искачете се на местото каде се наоѓа соборната црква Свети Димитрија. Недалеку од неја има Карадутка, за која мештаните велат дека е стара над 150 години. Седнете во незината дебела сенка и навистина ќе уживате во панорамата што ќе излезе пред вас. Но нашата цел, оваа прилика, не е да прикажуваме за Брусник. Тоа ќе го направиме во друга привода. Тука дојдовме со намера да се сретнеме со еден од 7 уметнички творци, за кого мештаните велат дека е еден од ретките уметници, самоук, кој повеќе од сигурно владее со 3 творечки техники. Ова е Стрецелото. Тука е и споменикот на Васко Карангелевски, гордоста и поносот на брусничани. Недалеку од споменикот е домот на Чавдарот. Од овој момент натаму оставаме со слика и негови кажувања да ви го представиме овој вистински врвен уметник.
пушнат ангелите дека влегуваат. Славено е царството, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Во мир на Господа да се помолиме. За вишен мир и за спасение на нашите души на Господа да се помолиме. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божи цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. За овој свет храм Се најдуваме во црквата Свети Спас. Поточно, Свети Спас и Пантелеймон, пошто оваа црква носи два светци. Празниците му се на Спасовден и на Пантелеймон. Селска слава се прави, Пантелеймон се слави, па најдурот мислам селски, тој е. Иначе оваа црква има длабока историја. Во 18-та година, првиот светски рат кој беше Пелистер кај Макчелан, беше бомбардирана, доста изудрена, али пошто беше заштитена во Белград во законот за заштита на споменици, не смееше да се реновира, да се малтарисува, па ни дури да се бојадисува. После со промената, некако одлучивме да ја се реновира и да се малтарисува, да се бојадиса. И оставивме намерно вратите од ѓулијата, од гранатите, издупени како што се, намерно ги оставивме да остане еден спомен од кога е и како е, кој ќе прашува по години оному, да се знае од што е и од кога е оваа црква. Иначе, јас како дете, 13-14 години бев, кога се правише иконостасот, Ѓорѓи Караджов го правише, иначе ето пише на неговото име, и тој го правише, го работеше тука на лице место. Понк имаше голем тука, а селаните му носеа талпи тука за иконостасот од Орев. Јас играв овде со децата фудбал надвор и секогаш го напуштав играњето и настојував да влезам што повеќе пати овде во работањето кога што работеше. Дури не може да достигнам до Понго негов. Се пристигнав вака, се поткрева. И многу пати ми велеше тој, ќе ми велеше, абе дете, само ти, тебе те интересира овие работи, само ти влегуваш овде.
54-та година заминав за войска, војана. 55-та негде требаше да се оди на кордон на гаѓање со тенковите. И за среќа мене ме определија за обезбедување на местото за гаѓање што ќе биде. И јас со ножето војничко из овакви некои филци секов едно дрвце таму и почнав да си делкам. А то толку бргу ми врвеше тоа времето мене, реков каму уште толку време да бидам на стража. И го направив ова делче, мислам ова скулптурче, што ето испадна и го носам ево 50 и некоја година, 54 години го носам по мене и го врдам, го чувам, мислам. Иначе првата скулптура таа ми беше таму поќе била така време, а секогаш го носев во себе ова, мислам, мерако, да речам. Али таму ето има време, искористи време и го направив ова и испадна некоја фигура, скулптура, да речам, и се личи на Александар Македонски, да речам. Навлезо на влезната врата. Над вратата горе има специјално поставено место за фреска. Пошто немаше фреска, јас пред тоа имав цртано, али со тоа на времето се распадна таа. И решивме со браќет ми Стево, тој беше доста добар цртач, покојно Стево, и решивме да ја направиме заеднички ова, али пошто пак и овде дрча фаќа ветре ова, и се сакам да ја реставрирам уствари јас сам, и така да дојде да се обнови, да се задржи истата фреска, мислам. Иначе фреската е Исус Христос.
повраќањето од армија, 57 негде, пошто тоа ме потикна тоа дрвчето таму што работев. И видов дека тоа некако ми оди тоа војарство, да речем, резерварство. И ја реков ќе пробам на друг материјал некој, да видам како ќе се поднесува, како ќе го така. И зедов едно топка, направив гипс и почнав да работам. Горе-долу од слушање Александар Македонски ваму таму и настојував, макар што нема пред мене лик негов, мислам отсеќавање вака го ма видено и реков чекај да што можам да постигнам да го направам. И го изработив толку време, до таква и се потрефи, баш се погоди и доста вака имам комплименти за него, макар што ето е паднато и искршено е онегвано, меѓутоа стои 50 години има ова дело како е изработано и ето случајно така се сачува, да речем. И баш и сега го пазам, али ето се е повредено, е онегвано, али во секој случај испаднало добро пак. Покрај овие резбарски дрвци, на дрвци што онега поиска и на гипс таму, али сепак ме пратеше и ова сликарство, некако ме чепкаше, сакав да почнам и таква работа некај. И почнав да сликам, да цртам прво на со моли, па потоа после почнав дрвени бои, па после онега видов дека ќе може да се брка работа, почнав да обтегнувам платно, а имаше тогаш имаше уѓени бои, мастени стан. Од целе, аероцеле имаше, и баш си купив и го импрегнирав без да се консултирам со некој, само онака како што осекам. И почнав да цртам. Видов дека ми оди тоа сликањето и направив доста работи. Некој на лесонити, али претежно на платно. Потоа почнав да ја работам ова, мислам ова другата такво одсеќавање, бев во Црнец, татко и дедо ми работеа во Воденици. Мислам во Воденицата. Иначе Брусник е познато покрај черешните јаготките и познато по водениците, воденичарски, значи сите надолу бе воденици. Не случајно, не знам како испаднале татко ми и дедо ми да работа во Црнец, кај некои газди таму. Ето.
И многу пати одев таму, јас по брашно со конјот ќе одев и ќе ми торе брашно ќе ме каче на конјот, па така ќе одев. И од сеќавање, како дете мало се сеќавав, макар што таа сега не постои таа воденица, од сеќавање сите места ги запознав, мислам, ми бегав во блата, да речем. И ми беше мерак да ја насликам така, да ја таком. И тука ја работев без да ја фотокопирам, да ја копирам или па да видам на лице место. Подсеќавање и испадна оригинал како што е. Луѓе што биле таму што ја виделе и тоа е извънредно дело, на платно е изработена. Одлично беше, да. Иначе тој е овде, воденицата беше овде е јазо. Тука вратата влезна, овој камено, резервни камени опише пред водиците и глава. Овде беше одејата кој што седе татко ми, дедо ми, овде дедо ми и татко ми. А горе има соби за спиење кој ќе му дојде некој други луѓе и таму онега. Или па тие некој шпојки души кој ќе гледа се така се. Овде беше кучина прасина тука, овој е колата кој што го растора житото. Татко ми, овој тука кој што иде мливари, тие се вика мливари тогаш. И така додека се растора, па дедо ми оди го рани прасето. Значи точно овој мотиви се доживени, кој што приметував, јас кој што ги приметив и така и прикажав тука. Покрај сликањето и резбарството, баш ми беше од разозналост, сакав да видам, да пробам. По градот се работеше, мислам неколку души работе на бакар, па реков баш да пробам да видам како ќе би изгледало тоа бакар. Почнав прво на дебел бакар. Ова е претежно работено на сочекан. Изработено. Таа и ова. Тие.
Додека другите се поедноставни, повеќе финеси може да се, али од позадинец работи. И од предната страна и од задната страна се работи, али е полесно поедноставено. А ова е исклучиво само со чекане. Работено и со прајни алатчина за ликоите за кои што се такват. И така работам напоредно сега, бакаро и дрвото, али бакаро е поладна работа, додека дрвото поќе ме инспирира, поќе ме влечи и тоа е по-ценета работа, да речам. Бакаро го работам по потреба, ако има некој сака пораша нешто така. И некој што чисто задоволство, баш да не го запоставам, да не го изостам. И се уште го пратам и него, мислам го работам, али не како што е дрвото, мислам. Изложби сум имал, самостојни изложби неколку имав отворено, едната беше во 83 година во Домот на културата со сите три техники. Цртани, бакарни и дрвени, и на дрво. А специјално само за бакаро не сум имал. Значи, секогаш затоа што сите работи ги работев и кој ќе изложбав, сите работи ги изложбав во комбинација, мислам, во една изложба. Странство ги интересира дрвото. И шо мотиви? Мотиви, претежно, добро, и од верски мотиви, и селски мотиви, некои сака дури да се враќа икони, има некои, а и некои бара селски мотиви да тие што напуштиле Македонија од тука па сака да се вратат преку сликата на некој начин да се посветува на некој работи. И така да а иначе можам да направам се можам, кој што сака, било лик, било мотив како сака, можам да го изработам, значи тоа е.
Покрај сликањето, бакарот и ова, али најпоќе ме влечеше дрвото. И на тоа поќе се определив и ево и ден денес го работам. Сум член на Сдруженијето на компаничари на Македонија. Бев во председателството 10 години и го слободив местото ради помлади додат. Сум учествувал на повеќе колонии, учествувал на сите изложби од Сдруженијето на компаничари. Имам дадено дела во Шведска, Австралија, Америка, Белгија. Нема место што немам подарено, мислам, били продадено или така дадено, такви дела, било од верски, такво, и мотиви од сите области, мислам. Иначе работам на релеф, тоа е релефна, таа е иконата релеф е. Ова е барелеф, барелеф се вика затоа што е изваено, али не е целосно изваено. Ова е барелеф, таа е скулптура веќе, тродимензионално, и ова е скрозирана резба, извадена да се скрозира, значи и позадината да е прикажана некаде. Тие се трите техники, најлесно е релефо, па барелефо, па скулптура да е малце по-деликатна, по-ќе работа. А јас не сум задоволен со тоа, навлегов во толку, па ојдов во скулптури. И така да секогаш ме чепка нешто за да се повеќе и повеќе да извадам нешто. Не одам само на едно да терам и тоа. А иначе не одам мислам на бизнис, макар што секој има потреба од таква работа, материјална причина. Али си терам работата, јас без разлика дали ќе имам порачка или ќе немам, јас си работам дела по моја таква желба, како што осеќам, што имам потреба однатре, и така ги работам работите со задоволство и никогаш не сум изостал да го запоставам тоа, мислам да го отстранам од мене. Тоа ме прати секогаш и така јас го пратам него, тоа ме прати мене. До кога така? И ке терам се додека, фала Богу, ме служи здравието и видо, значи на видо, што е најважен, и здравието сето е важно, меѓутоа видо се уште ме служи. На очари потребувам кој ќе дам до прецизните работи, до деталите. Иначе, фала Богу, до сега терам. И ќе го терам додека можам да работам. Така, мислам, тоа е